Точно една година до денес откако беше регистриран првиот позитивен случај на COVID-19 во Македонија. Првата македонска државјанка беше жена од Скопје, родена во 1970 година, која престојувала во Италија и се вратила заразена, потврдија лани здравствените власти. Струмичани велат дека последна година нивниот живот се променил целосно. Велат дека пандемијата донесе големи промени во секојдневниот живот на луѓето: карантини, затворени продавници, работа од дома, затворени кафеани. Денеска иначе една година од како беше регистриран првиот случај во Македонија. Колку ви се промени вашиот живот за една година со ова пандемија? За една година? Па веко ми се скуси за едно 3-4 години, бидејќи самата психа ме јаде. Самата психа, самата нервоза. По-добро беше да работам, него што го мислам јас това са. Дали ќе ме фати или не ме фаќа. Нормално, променува се, повеќе дома бееме, знаеш. Се плашиш нормално, не можеш да контактираш со секој. Дома повеќе бееме. Имаш потреба да излезеш, да се купаш до болници и така. Многу, 100%. Толку веќе е разочарано веќе. Тешка работа за народ што живее веќе во ова состојба што сме сега ние. Многу у карантини, усе и додир со никој, изгубиме пријателство, изгубиме своји, изгубиме многу свет што не може се видиме и не се познаваме веќе. За една година дека стварно многу беше страшно и оште се пазаме, ама нели мора, жив човек мора да излезе. Това е нормално живот. Но според последните статистички податоци на заболени лица во последните неколку дена, пандемијата со коронавирусот повторно се разгорува. Во последните 24 часа се направени 2972 тестирања, а регистрирани се 582 нови случаи, починати има 13 лица. Веќе започна и имунизацијата на медицинскиот персонал кој работи во ковид центрите со вакцината на Pfizer. А деновиве треба да пристигнат и нови 200.000 вакцини од кинескиот производител Sinopharm, пошто според најавите од надлежните ќе почне и масовната имунизација на населението.